Повеќе од 200 ученици од основното училиште Иднина, од кои многумина со посебни образовни потреби од септември ќе учат во средно училиште за рехабилитација и образование Свети Наум Охридски во Капиштец. Сегашното училиште во Чаир е во катастрофална состојба, па на истата локација ќе се гради нова современа зграда. Од Министерството за образование велат дека со овој проект ќе се реши еден од бројните наследни проблеми во образовниот процес. Животите на децата и вработените се во опасност. И ние моравме да бараме решение да ги сместиме тие деца на безбедно, ќе ви каже директорката колку се и како тоа ќе биде, за да не се случи, не дај Боже, некаква трагедија. За летово е планирана адаптација на просториите во училиштето во Капиштец, кои ќе бидат прилагодени за индивидуална работа, рехабилитација и специјална поддршка за настава на основците со посебни образовни потреби од Иднина. На објектот од 1963 година веќе подолго време се соочуваме со проблеми во однос на кровната конструкција, азбестни плочи, електричната енергија. И тие деца имаат потреба, бидејќи имаат, кој што знам, оштетен кровот и немаат соодветни услови. Договорот за финансиска поддршка за проектот денеска го потпишаа министерката и председателот на Македонско-турската стопанска комора МАТО во присуство на директорите на двете училишта. Благодариме на министерството што ни овозможи ние бизнесмените, односно Македонско-турската комора и членките на МАТО да учествуваме и да донираме во овој проект. Во училиштето Иднина учат 70 на редовни ученици и 135 кои на настава доаѓаат на рехабилитација од основни училишта од Скопскиот и Североисточниот регион на државава.